Иако на прв поглед условите изгледаат пристојни, посетителот во женското одделение на затворот Идризово може брзо да забележи влага, мувла и непријатна миризба. Затвореничките се жалат на искршени санитарни јазди, проблеми со грејењето и недоволно храна. Велат, добиваат само еден оброк на ден и на располагање им е само една машина за перење облека. Во моментов вкупно 76 жени издржуваат казна затвор во затворот Идризово. Инаку ова женско одделение е единственото женско одделение во нашата држава. Меѓу затвореничките во овој затвор е и Шефија Јакупи од Кичево, осудена на 20 години казна затвор за убиство на нејзиниот сопруг. Таа вели дека осуденичките зависат од помош од надвор, што создава голема нееднаквост. Услови не чинат за ништа. Ама за ништа. Услови нема. Ладно. Едно јаде донесат. Ако немаш од надвор пакети, тргнеш. Некој има, некој нема. И Анита Стојова од Тетово таму отслужува казна заради убиство на сопругот. Условите се најниски од минималните. Со хигиена, со влага, со храна, како прво има жени што преживуваат само на вдешната храна. Така да, кој би почнала со храната. Директорот на казнено-поправната установа Идризово, Зоран Јовановски, вели дека се прават напори за подобрување на условите во одделот за жени. Делумно сум задоволен од условите, меѓутоа делумно и не сум задоволен, затоа што објектот каде што се сместени осуденичките е многу стар и вложувањето во неговото одржување во минатиот период е многу малце вложувано, така да народно кажано е запоставен тој објект. Ние правиме напори со наши средства да го одржуваме и да ги подобриме условите. Професорката на правниот факултет при Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, доктор Ангелина Станојовска, смета дека треба подобро да функционира процесот на третман на затворениците во пенитенцијарните установи. Оние кои што се вработени во секторите за ресоциализација воопшто не се виновни, затоа што од една страна бројот на вработени е многу низок и кога ќе споредите со бројот на осудени лица, често пати се случува еден вработен да работи со 100 осуденици, што е невозможно да го направи, затоа што процесот на третман вклучува најразлични методи. Од друга страна, голем дел од установите, еве женското одделение, не е реновирано откако е отворено. Така што материјалните услови се на ниво кое што не е на ниво на човековото достоинство, бидејќи не е битно дали тоа се луѓе кои што извршиле кривично дело, државата има врска да има возможни основни материјални услови за живот. Големи забелешки од лицата кои отслужуваат затворска казна се однесуваат и на ресоциализацијата. Во Идризово тоа е сведено на една воспитувачка која се грижи за менталното здравје на сите затворенички. Вокацијските активности пак се сведени на часови за шиење или фризер, како и ангажман во кујната и пералницата. Ја моментално сум работена во чајна кујна во затворено одделение и претежно сум преку ден таму. Се ангажирам со жените да готват, да некој се вклучуваме во генералки кога има чистење. За некои времето е голема празнина, што треба да се исполни без опции за тоа. Време никако не иде, легни, стани, иде за наодник. Тешко, многу тешко, достато ми е многу. Едно сум излезала сега околу на викенд дојде черка, 4 дена и на 8 дојде 7 саат тука по Скопје, не шетала, беше убавен збор, а можеш да се вратим. Но свеста дека рехабилитацијата треба да почне уште при издржување на казната, почнува да пенетрира и во пенитенцијарниот систем на Северна Македонија, зашто зборува релативно нов проект познат по кратенката ДКПСИВ. Имено годинава за прв пат 20 затворенички на кои им завршува издржувањето на затворската казна
добиле обука за дигитални вештини. Дигиталната рехабилитација веќе е вклучена во процесот на третман во сите европски земји и во Соединетите американски држави. Со тоа што дигиталната рехабилитација не вклучува само нели основни дигитални способности, туку осудените лица може дури да завршуваат професионални курсеви со помош на интернетот и онлайн тоа да го завршуваат. Значи се многу е важна во образованието од една страна, потоа може да се подготвуваат за животот надвор од установата. И се разбира, некој кој што подолг временски период е во пенитенцијарна установа, а законските норми не дозволуваат нели поседување на компјутер, постојана врска на интернет или смартфон, е битно постојано да има контакт со технологијата за всушност кога ќе излезе по завршувањето на казната затвор да може без никаков проблем да се прилагоди на животот во општествената заедница, заради тоа што нели тоа е една од целите на издржувањето на казната затвор. Женското одделение во затворот Идризово е изградено и пуштено во употреба во 1986 година. Иако условите во установата се под минималните, во буџетот на државата за оваа година нема предвидено средства за градежни зафати на овој објект.